Јапонски научници развија револуционерен метод за производство и транспорт на водород како извор на зелена енергија. Тим од Универзитетот во Осака успеа да искористи специјални материјали за складирање водород во течна форма, што значително го олеснува неговиот транспорт. Оваа технологија овозможува директно добивање на водород од морска вода, со што се намалуваат трошоците и зависноста од копнени ресурси. Научниците тврдат дека нивниот метод е поефикасен и побезбеден од досегашните техники за транспорт на водород. Јапонската влада веќе покажала интерес за оваа иновација, а се очекува и големите енергетски компании да инвестираат во нејзино развивање. Овој метод може да игра клучна улога во глобалниот премин кон почисти енергетски извори. Експертите сметаат дека ова откритие ќе ја забрза енергетската транзиција, особено во земјите кои сакаат да го намалат загадувањето. Доколку технологијата биде успешно применета, водородот би можел да стане широко достапен и економски исплатлив извор на енергија. Американската армија официјално ја представи својата најнова воена технологија, која целосно ќе го промени начинот на водење војни. Новите системи вклучуваат вештачка интелигенција, автономни дронови и напредни кибернетички одбранбени механизми. Според воените експерти, оваа технологија ќе овозможи побрзо и поефикасно планирање на операции со минимален ризик за војниците. Автономните дронови ќе можат да извршуваат задачи без директна човечка интервенција, а напредните алгоритми ќе анализираат закани во реално време. Американската влада вложува милиарди долари во овие иновации, кои ќе дадат предност во идните конфликти. Технологијата веќе е тестирана во симулирани битки и покажала извонредни резултати. Оваа промена ќе има глобални последици, бидејќи и другите воени сили ќе се обидат да ги следат чекорите на САД. Експертите предупредуваат дека оваа еволуција во војувањето носи и етички дилеми, особено во однос на автоматизираното донесување одлуки во борбени ситуации.